Кандидатурите за наследник на Лупчо Коцевски патуваат кон Советот на јавните обвинители. Првиот човек на Советот вели дека штом стигнат веднаш ке закажа седница и во законскиот рок од 15 дена ќе ги оценат тројцата обвинители и двајцата судии кои се кандидираат за прв човек на обвинителството. Секој кандидат може да добие позитивно или негативно мислење. Владата може да го предложи кандидатот за кој зелено светло ќе дадат членовите на Советот на јавни обвинители. Финално, предлогот од Илинданска оди во собрание, а за избор на државен обвинител е потребно да гласаат 61 пратеник. Владата согласно закон ќе даде еден кандидат. Ние може да дадеме два, тројца или еден. Значи владата е таа последна алатка што дава предлог до собранието. Ние еве во пракса и да даваме за 3 кандидати, владата согласно закон еден кандидат треба да даде до собранието. За државен обвинител претендираат 5 кандидати. Сегашната веда државна јавна обвинителка Анита Тополова Исајловска, обвинителката Ленче Ристовска, судијата од Кривичниот суд Ненад Савевски, поранешниот претседател на Кривичен Владимир Панчевски и обвинителката од Скопското обвинителство Лидија Рајчевиќ. Владата од пред 2 дена донесе заклучок за 5 кандидатури за државен јавен обвинител и сите ги испрати во Советот. Постапката следи по оставката на претходниот државен јавен обвинител Лупчо Коцевски, поднесена во декември минатата година. Анита Тополовска Исајловска е веде, но на таа функција може да биде најмногу до 6 месеци. Бесимија одложи денешната седница на Советот на неодредено време поради немање кворум за работа. Беа предвидени повеќе точки, меѓу кои записникот на комисијата по постапката за обезбедување и гарантирање на самостојноста на јавните обвинители, поднесена од Ленче Ристовска. Тој законски рок од 30 дена колегите го почитуваат, бидејќи самиот факт дека беа и празници, значи и заради тоа во време на празниците ние не можевме да закажеме седница, сега закажавме, сега немаме кворум и првата наредна седница ќе закажеме седница и ќе одлучиме за тие два предмети. Советот требаше да одлучува и по 2 дисциплински предмети, а и да се донесат одлуки за објавување огласи за избор на јавни обвинители во Ресен, Крива Паланка и Кочани.